Звуците на Македонија преточени во пролетна хармонија. Токму вака гимназијата Урце Николов од Скопје го најавува својот голем концерт со хуманитарен карактер, кој ќе се одржи денеска, 18 мај, со почеток во 19 часот во холот на училиштето. Настанот ќе ги обедини оркестарот, бендот и локалните изведувачи, ученици кои зад себе веќе имаат значајни успеси на државни и меѓународни надпревари. Публиката ќе има можност да ужива во богат музички репертоар, инспириран од македонската музичка традиција и современи изрази. Концертот не е само уметнички настан, туку и хуманитарна иницијатива преку која младите музичари сакаат да испратат порака за солидарност и заедништво. Во продолжение предлагам да ја чуеме изјавата на професорката Сузана Тнокова-Кузмановска. Ова е настан кој што веќе по петти пат ни се случува. Тоа е концерт на нашиот оркестар, оркестарот на нашата гимназија, кој што веќе 2 години неуморно работи и ја негува македонската народна песна, се со цел да се негува нашата традиција и народната музика, народното богатство да се приближи до помладите генерации. Почетокот е во 19 часот и вратите ни се отворени за сите влюбеници на убавата музика и сите наши поддржувачи се секогаш добре дојдени. Станува збор за прекрасни македонски народни песни кои што се преработени во еден нов поприфатлив звук, како што спомнав, наменети за помладите генерации пред се. Нека биде репертоарот изненадување за посетителите. Учениците велат дека зад секоја нота стојат часови труд, но и огромна љубов кон музиката. Во продолжение ја гледаме изјавата на Марко Беловски, ученик од гимназијата Урце Николов во Скопје. На репертоарот ќе собилуваат македонските песни, ќе собилуваат преаранжирани лично од моја страна, секако прилагодени за овој состав со кој што располагаме, од стари македонски народни песни до повесели македонски песни, ама во суштината е тоа, да се негува македонската музика. Пробите најчесто се одвиваат за време на викендот, најчесто сабота или недела, бидејќи во текот на неделата имам обврски секако, но некаде до 3 пати неделните можам да кажам, зависно кога ближе концертот секако таа бројка е поголема. На самиот настап ќе има дури 25 музичари, вклучувајќи ми имена кои што ќе свириме со срце за тој концерт. И јас многу се радувам што можам таа енергија да им ја приносам, да им ја донесам до моите соученици за ониете да го сватат тој начин на функционирање и многу ме радува што никој не ги тера, него навистина со амбиција своеволно доаѓаат на проби и музицираат. Поддршката од професорите, како и заедничката работа се клучни за квалитетот на изведбата. Во продолжение ја слушаме изјавата на професорот по музичка уметност Милен Умовски. Имаме широк спектар на инструменти, претежно се европски инструменти, гитара, виолина, мандолина и тука никогаш нема да ги забораваме и народните инструменти, имаме кавал, придружба, имаме и ударни инструменти на таработка и така натаму. Претежно часовите се одвиваат преку запознавање на историјата на музиката, децата практично свират на одредени инструменти и тука може да се запознаеме со одреден талент и ги пренасочуваме дали во оркестарот или во хорот, каде што децата продолжуваат да се занимаваат со музичките активности. Овој концерт доаѓа по серија успеси, први места на државни надпревари и меѓународното признание од International Youth Music Competition, што дополнително ја зголемува очекуваноста за настапот. За овие млади музичари концертот е чекор поблиску до нивниот следен голем предизвик, настап во Њујорк во септември. Симона?